Добар ден, криптоентусијасти. Во припрема за нашето враќање дома имаме едно специјално видео, неколку минути од вашето време, верувам дека сите ќе сакате да видите што сме направиле како заедница. Значи денеска имаме специјално видео, барем мене ми е многу блиско до срце, затоа што ова е направено со целата заедница и верувајте ми, одвај чекам да се вратам дома и да помогнам на оваа специјална организација за која што ќе разговараме денес. Значи немаме ништо конкретно околу организацијата, зборуваме за човекот самиот по себе, а тоа е Филип, легендата од Велес. Оние кои што го знаат подобро знаат за што станува збор. Еве како се чека Филип кога ќе дојде во Африка. Пред да го почнеме ова видео, само сакам на кратко да кажам, значи ова е човек кој што ми е мене близок пријател. Сме поминале детство заедно и искрено се гордеам со тоа што го познавам и се гордеам со она што го прави низ целиот свет, а нормално највеќе во нашиот град во Велес. Значи ова е човек кој што успеа во Нјабулико во Уганда да изгради училиште. Значи, легенди сме македонците кога сакаме, можеме да направиме многу, затоа и се гордеам со ова што го направивме ние, можеби не е големо колку училиштето на Филип во овој сиромашен град во Уганда, но е нешто што јас лично многу се гордеам и би сакал да му помогнем во неговата мисија. Еве како изгледа кога македонец доаѓа таму. Ова е пречекот тука во Нјабулико. Еве, ова е нашата легенда Филип. Уште еднаш ќе кажам, мој близок пријател и уште еднаш значи се гордеам целосно со неговата работа низ целиот свет, а посебно во нашиот град. Но само сакам да ви покажам дека станува збор за глобален човек, за свештеник пред се, за татко, за нели, пак ќе кажам пријател, близок. Значи човек кој што е како нас секојдневен, а се обидува да направи промена во светот, па затоа, значи, во текот на овие, да речем, скоро година дена, собиравме средства, сето оно што го ветивме, денеска го остваруваме, односно, нели, ова не е политичка пропаганда, не се кандидирам за градоначалник или за претседател, но како заедница јас навистина се гордам со она што го направивме, можеби не е многу, денеска ќе ви покажам колку е, и во два наврати сакам во наредниот период да помогнам на неговата црковна организација. Односно како тоа изгледа, чисто за да ви стане јасно за што станува збор. Значи ова е она што го понесе со себе за дечињата во Африка, нормално, иако е малку за не, верувајте ми, ова е нешто сосема друг степен. Иако јас повеќе сакам да помогнам на нашите дома, само сакам да ви кажам за каков човек станува збор. Значи гледате, оваа црковна организација има свој склад во кој што така речено нели постојано купува прехранбени продукти кои што потоа ги распределува на сите оние кои што имаат потреба. Значи било кој што има потреба во Велес може да дојде, ќе добие пакет во кој што најчесто има најразличен тип на основни прехранбени продукти. Ова е едно од последните од пред нова година, значи морам да кажам јас сум на некој начин доста интересна е сликата, затоа сакам да ви ја представам. Значи што ќе направиме ние, уствари ќе се обидеме да го наполниме овој склад што може повеќе и на тој начин да помогнеме на Филип да може да помага на што повеќе луѓе во Велес. Ова е само за почеток. Значи ова е нешто што сакав да го направам како идеја на самиот канал, каде што многу повеќе да направиме како заедница можеме од тоа да бидеме нели само на самиот канал. Сега да ви покажам што до сега имаше пратено, знаете и сами, значи имаше на 5 блокчейни мрежа, тоест адреси на кои што можете да пратите донации. Со тоа што сега ќе ви покажам точно на која и што е пратено. Значи првата е Ethereum. Може да видите, значи овие од 396 дена тоа е веќе мои приватни трансакции што моментално не се ни битни, но еве ги, ова се тие две трансакции кои што ги примивме на Ethereum. Значи ова е количината, верувам дека дури и се од ист човек со оглед на фактот дека е иста количина. Заедно се негде околу 0,025 Ethereum или 85 евра. Потоа на Cardano блокчейнот добивме неколку трансакции исто така. Не, ова е XRP, се извинувам, ова е прво XRP, да. Со тоа што на XRP добивме 112 XRP, овие 574 го имам отворено мојот Binance акаунт за да видите дека ова се мои трансакции. Значи е 574. Тоа е трансакција која што јас сум ја правил лично, го користев истиот овој wallet за жал. Значи така речено нели праќање примање, тоа е едноставно разликата, чисто да знаете дека ова не е од некој од донациите. И сега гледаме дека претходно ова се исто така приватни трансакции кои што не се дел од нашата
акција која што моментално имаме, акцијата започна подоцна, значи овие 112,8 се единствената трансакција која што добивме на XRP блокчейнот и се во вредност од 66,5 евра. Значи ова е нели моментално денеска сметано, чисто да видите колку прилика сме собрале. Денеска сите овие средства ќе бидат претворени во кеш и тој кеш со мене ќе дојде во Велес за на 8 април да купиме се што е потребно за оваа организација. Следна е Cardano, значи секој од вас може со едноставно копирање на адресата која што ја имаме да проверите на било кој од скен, значи дали е XRP скен, ADA скен, DOT скен, да видите точно каков тип на трансакции и колку сме примиле. Ова е само за да бидеме транспарентни, да видите дека сите овие донации ќе бидат доставени таму каде што треба. Сега да не ги броиме една по една, Cardano имаме рувал не највеќе добиено до сега, значи Cardano имаме добиено неверојатни 568 Cardano, кои што се моментално 354 евра. Да, значи ова се праќање скоро година дена наназад и затоа сега има многу поголема вредност, затоа и ги чував до овој момент. Значи сега е перфектен момент каде што можеме да ги извадиме на солиден профит од донациите и да помогнеме на оваа организација. Значи погледнете, 354 евра, мене ако ме прашувате, тоа за мене е одличен успех како заедница. Исто и Polkadot, јас извинувам, но гледате дека овие новчаници претходно беа користени од мене, така, значи и се уште некогаш ги користам кога имам потреба, но може да видите јасно дека нели ова се донациите кои што ги имам добиено до сега, ова е веќе некои други трансакции кои што сум ги правил јас и имаме вкупно добиено моментално во Polkadot 17,3 DOT, што е 158 евра и за крај имаме добиено уште Каспа. А тоа е, значи, ова е новчаникот на Каспа, само да ви покажеме. Значи, ево новчаникот, ова е новчаникот кој што го користиме, има само една трансакција. Еве ќе рефрешираме чисто да видите. Козе беја, не знам зашто не ми дозволува, но ако кликнам одека, значи ова е единствена трансакција исто и таа може да ја проверите. Тоа е 300 Каспа кој што ги имаме добиено, кој што се моментално на вредност од 40,7 евра. Со тоа што вкупно вредноста на сето ова што сме го добиле моментално е околу 705 евра. Или околу 43.500 денари. Така да сето ова ќе биде претворено во денари кога ќе се вратам дома и ќе отидеме, имаат они посебен склад каде што се набавува нели роба на големо и ќе купиме за ова што они го прават. Сега, да, значи имаме и овдека околу 550 евра, но ќе ги поделиме овие на два пати затоа што јас во мај повторно треба да се вратам дома поради нели фамилиарни причини и што ќе да собереме на Buy Me a Coffee апликацијата, верувам дека тогаш можеби ќе биде и негде околу 700 евра, колку што и оваа моментална трансакција. Исто така ќе ги доставиме до оваа организација, барем за почеток, сакам да помогнем на оваа организација, понатаму ако има солидни, значи ако вие едноставно одлучите дека сакате да наградите, ќе направиме нешто уште повеќе околу сето ова. Знам дека има милион места каде што може да се помогне во Македонија, но сега за сега сакам да почнам до нешто што ми е мене блиско до срцето. Значи ова е човек кој што на вистина се обидува да смени нешто дома, значи можеби не е многу, но за некои луѓе ова представува буквално, значи преживување. Така, знаете каква е ситуацијата дома. Мене не ме интересира дали е црковна организација, дали е социјална организација, мене ме интересира каков е начинот на кој што функционира и што се обидува да постигне. На крајот од денот, како што веќе многу пати сме напоменале, значи нашата заедница е наменета македонец за македонец, да помогнеме на македонците низ целиот свет, првенствено за описменување во однос на финансиска слобода и независност, а нормално дополнително со оглед на фактот дека вие ми помагате мене со овие донации, јас сакам тоа да го направам за некоја организација како што е оваа на Филип. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи да не навлегуваме во она што и како е, на крајот од денот човечноста е она што е најбитно, значи како македонци мораме да помогнеме на другите македонци и јас со својот труд и вие со вашите донации успеавме да го собереме ова што е доста голема сума, која што верувам дека ако ништо друго на краток рок ќе направи промена во работата на Филип. Така да ова е само првиот дел, значи само сакав да ви покажам нели дека сме собрале голема количина, дека станува збор за според мене уште еднаш ќе напоменам, значи 43.500 денари е сосема солидна количина за нашата работа во претходната година дена и ова ќе биде доставено за најдобри намери како заедница. Така да ви благодарам за се. Нормално за ова ќе направиме второ видео кога ќе ги имаме нели парите во рака, променети во денари, ќе отидеме заедно со Филип, ќе направиме кратко видео и ќе погледнете како се до тоа ќе изгледа. Јас едва и чекам искрено да ви кажам. Значи ви благодарам за се. Продолжуваме понатаму со работата на нашиот канал, продолжуваме заедно како македонци и македонска заедница. Верувам дека ќе можеме да направиме уште повеќе во иднина, но во секој случај значи ова е само од вашата добротворност, значи од вашата донација кон нашата работа и како заедница верувам дека ова ќе ни помогне и понатаму да напредуваме. Благодарам многу и се гледаме во следното видео.
Поздрав од Криптогемиџија.